Водењето држава е премногу сериозна работа, а не е играчка. Во 2013 година, може би малку подоцна од колку што требаше, еден говор ја сумираше политиката во Македонија. Митре Велјановски, поранешен пратеник, храбро им порача на политичарите и ги истакна недостатоците, велејќи дека поделбите, малограѓанските дневно-политички препукувања во собранието само покажуваат дека во Македонија ретко кога или никогаш не се појавил политичар со визија за една модерна држава. Многумина денес политиката ја разбираат како бизнис. Живееме во време кога нема ни политички, ни воопшто било какви вредности, него живееме во некои времења кога личното се става далеку над општественото. Како идат времењава, се покажува дека се вртиме во круг и онаш против кое се боревме цели 11 години, државата да има вредносни системи, политиката да не се разбира како бизнис, политиката и партијата и државата да не се менаџираат како акционерски друштва, него со други идеолошки вредности и матрици, и тоа од ден на ден се покажува дека станува пракса. Ние треба да се бориме за вредностни системи, треба да се бориме за да градиме институции, а не да правиме повторно заробен ум. Значи, на прво место на приоритет треба да се стави како и секој човек, не некои метафизики или не знам некакви чекајте да влеземе во ЕУ, чекајте, па чекаме не знам колку, 28 години, се нешто чекаме. Го чекаме Годо и на крајот Годо никако да дојде, а гледаме кои последици се случуваат. Јавно порачувам дека Социјалдемократска партија на власт во центарот на својот политички интерес треба да биде граѓанин, треба да биде средната класа, треба да биде работничката класа, а ако мисли некој дека со 12.000 денари минимална плата ја завршивме работата и готово, завршивме со социјалдемократијата, мислам дека е крајно погрешно. Ако се дрзнеме малку поотворено да зборуваме, заклучокот кој сите гласно го мислиме, а многу тивко го изговараме, е дека државата е исполитизирана од корен. Сте биле сведоци кога на најразлични пријателски дружења за политичарите се зборувало како за реални херои. 28 години зависност од ВМРО и СДСМ. Граѓаните така ја честитаат независноста. Јас би додал и 18 години континуитет и од дуи зависност. И тоа е едно од круцијалните прашања зошто се вртиме во круг и зошто не можеме да почнеме да функционираме како нормална држава. Кога луѓето не би биле доведени во ситуација да зависат, дали ќе најдат работа, дали ќе бидат унапредени, дали не знам што ќе бидат, на овие политички митинзи, бидејќи нема буквално никакви програмски, идеолошки вредности во тие политички понуди, не со илјадници, со десетици нема да излезат луѓе, затоа што на народов му е преку глава од политика. И политичките партии изгледа, него го знаат тоа и токму поради сето тоа, намерно раката ја ставаат таму каде што не треба да ја стават. Значи, сите институции на системот треба да се деполитизираат. И уште имаме храброст и доблест да излегуваме овде и да кажуваме приказни и бабини деветини. Имаме ли трошка општествена одговорност? Кај ќе ни оди душата на сите? Богатите стануваат побогати, сиромашните посиромашни. Не може со ваква распределба на приходите ние ништо суштински да промениме, затоа што еден член на управен одбор, еден советник, кој прашање дали воопшто се јавува на работа, кој знае каде оди шета, да зема 1000-1500 евра плата,
а лекар од општа пракса да зема, не знам, 400 или 450 евра плат. И од друга страна да се чудиме зашто лекарите, младите, заминувале. Па како нив не ги фрустрира тоа? Како некој советник 1200 евра плат. Шо го советува? Еден професор и уште коментари зашто не требало да штрајкуваат, не знам што требало, како требало, што да прават. Можам да разберам за 28 години независност дека може некој да направат капитал од милиарди долари. И како може да не е тоа поврзано со политичка корупција? Треба да дојдат луѓе со општествена одговорност на позиции, луѓе кои општественото ќе го ставаат пред личното. Не можам да прифатам теза во политика затоа што бил успешен бизнисмен, ќе го ставиме вице-премиер или ќе го ставиме министерка за финанси. Мора да разберат, водењето држава не е водење бизнис. Тоа беше проблемот на претходната гарнитура, тоа гледам останува проблемот и сега. Токму во тоа е таква филозофија и таква матрица на технократски ум. Па досега немам слушнато дека Меркел планира министер за економија или за финанси да го стави извршниот директор на Мерцедес. Милиарди има приходи, милиарди има доход, па по-успешен од него или на Адидас или на Пума или на не знам кого, па да е текнало на Меркел или претходно на сите останати канцелари во Германија, како да им текне да е подобра економијата. Водењето држава и водењето бизнис треба да бидат небо и земја разлика. Како знаеме да кажеме, секоја влада си има свој омилен олигарх. Не се, ќе ги оставиме тие шпекулации настрана, бидејќи такви судски случаи и истраги има многу малку. Запазете ја иронијата, многу малку. И додека се восхитуваме на Германија, Данска, Шведска, Естонија, додека се восхитуваме на тоа каков е надвор светот, секој ден по една нова личност ги пакува куферите. Сите сме изгубени генерации. Јас бев млад човек. Сега сум веќе стар човек. 30 години транзицијски период. 30 години се надеваме и на крајот ни остана само надежда. Како тргнаја работиве, светото полека исчезнува, останува ова само проклетото, останува само пизмата, останува само фрустрацијата и останува константата, полека, тивко, да си заминуваат младите, да ја напуштаат државата. Ја не знам како можеме на крајот да замижиме, да не го гледаме тоа. Направивме едно големо ништо. Направивме изгубени генерации. Премногу. Секој што се одзива на позиција министер или премиер, или пратеник, или функционер, треба да се срами од она што е Република Македонија денес. Посебно младите знаат тие дали е на прав пат, има перспектива или нема перспектива. Нивното заминување зборува дека изгубиле надеж и дека перспектива не гледаат во Македонија. Колективна фрустрација излегуваат од сите тие неправди што се случува. Исти луѓе се вртат по 2 функции, по 3 функции, цело семејство. Не може се тие против такви работи го кревавне гласот, се боревне еднаш да почнеме како што треба да функционира. Ни останува само јавно изречениот збор преку јавноста, но сето тоа да не се сваќа како лична критика на некого, него да како порака дека нешто треба да се менува во оваа држава. Дали ќе се срамат или не, оставаме на нивниот интегритет. Она што мораме да го бараме од политичарите е јавноста да не биде само гласачка бројка. Она што мораме да го бараме е транспарентност.
Оно што мораме да го бараме се одговори, бидејќи државата е колективна одговорност, а не приватна собственост.